Благодарам на зборот, благодарам и на ставот на министерот за економија, но би сакал да кажам дека според мене неосновано е отфрлањето на овој амандман ако имаме заедничка цел да им помогнеме на оние кои што се производители на храна, а преку тоа да ја помогнеме не само нивната конкурентност, туку да им помогнеме и на потрошувачите, на сите граѓани кои што секојдневно губат на својот животен стандард од тоа што најмногу инфлацијата на храна не може да се заузда и владата не презема соодветни мерки. Тоа што владата има намера во иднина да го стави во уредба е една работа и е владина надлежност, но овде ние дискутираме за собраниска надлежност и затоа одиме со закон. И ако ние во самиот закон ставиме дека во услови на енергетска криза или во услови на водена состојба им се помага на субјектите кои што се производители на храна да бидат на регулираниот пазар, тоа ќе биде конкретна помош и ќе биде законска обврска и за оваа влада и за секоја следна влада. А ако оставиме тоа да биде со уредба, сме видели и досега, може да биде или прекасно, или селективно, или и прекасно и селективно. И затоа сметам дека овој амандман е крајно коректен, полезен, корисен и за стопанството, и за производителите на храна, а најмногу од се за стандард на граѓаните. Се надевам дека, за разлика од министерот за економија, дека барем пратениците колеги во оваа комисија ќе дадат поддршка за да го усвоиме овој амандман. Благодарам. Ви благодарам за